Почитувана колешка Лазареска, убаво вие си кажувате бројки и си читате, но овие арамиви од деснава страна што треба да седат, треба да го сработат тоа. А кој да го сработи овие фудбалериве што си игра во канцеларија на Малиголчина, а заработиле појче од Роналдо и Меси заедно, од државните пари, од народните пари? Тие да го сработат. Размислете што зборувате малце и што кажувате. Овие бројки кои ги кажавте, книгата трпи се, но на крајот реализацијата е важна. Ја ви кажав вчера, буџетот е исто како Елкава, накитен, дотеран, осветлен се, а Елкава на стара нова година ќе престани да свети и ќе заврши в подрум. Така и вашиот буџет до првиот ребаланс ќе биде. Но еве, буџетов за 2024 година не му кажавте дека со буџетот се планира државата повторно да се задолжи за 1,2 милиарди евра. Имате буџетски дефицит од 554 милиони евра, кој на крајот ќе се зголеми. Кажете му на граѓаните и лани дека им исто кажувавте овде убави бројки, но на крајот само за еден месец се задолживте скоро за милиарда евра. И што значи тоа задолжување за враќање на стари долгови? Да, убаво е да ако тие пари со кои ќе се задолжите се инвестираат за реализација на инфраструктурни проекти, за реализација на проекти во здравство, во образование, и тогаш ќе имаме развој. За поддршка на приватниот сектор, за инвестиции, поддршка на инвестициите, тогаш ќе имаме развој. А сега нема да има развој, со овие пари купувате социјален мир и ќе се обидите да купите гласови на следните избори. Тоа ви е целта. Но да ве разобличам, да знаат граѓаните што кажувате и колку лажете со овај буџет. Еве, кратко. Владата најави мерки во износ од 662 милиони евра. Но во овај буџет, овај износ, почитувана колешка Лазареска, го нема. Предвидени се само 61,5 милиони евра, како уште да сме во ковид криза, за некој ковид пакет се води. За приватниот сектор, за поддршка, се обезбедени, вели владата, 492 милиони евра, а сумата на сите објавени мерки за приватниот сектор во буџетот е околу 280 милиони евра. За пензионерите исто, предвидени 178 милиони евра, а во буџетот има 96 милиони евра. Овие бројки ви се предвидени само за до избори. Знаете дека ќе ги изгубите и сакате да направите подкуп. Благодарам. Контрреплика Жаклина Лазаревска.